Газибаба е една од општините каде што опозицијата има сигурна предност. Кои се очекувањата на граѓаните, го прашуваме кандидатот на ВМРО ДПМН Бобан Стефковски. Господин Стефковски, добре дојдовте во студиото на Република. Добро најдов, благодарам на поканата. Поздрав до сите ваши следачи и читатели на вашиот медиум. Така, изборната кампања е речиси до крај. Како сте задоволни до сега? Според сето на што можеме да го видиме изминатиот период, сметам дека имаме една позитивна кампања. Заедно со Државната изборна комисија подпишавме на почетокот еден кодекс за фер и демократски избори и сметам дека сите кандидати за градоначалници го почитуваме тој кодекс. Јас и уште на почетокот потенцирав дека мојата изборна кампања ќе биде исклучиво во насока на промоција на проекти кои што ќе значат подобар животен стандард на граѓаните и во таа насока планирам да ја завршам мојата предизборна кампања. Така, имавте многу средби со граѓаните, митинзи. Кои се најголемите проблеми на жителите на Газибибо? Изминатите неколку месеци навистина имавме голем дел на средби и директни контакти со граѓаните. Тие ни беа и главна навигација за дел од проектите што се концепирани во нашата изборна програма. Газибаба е општина која што е застапена од 25 месни заедници, од кои што 15 се рурални, 10 се урбани заедници, така да во едниот дел имаме одредени проблеми и предизвици, во руралниот дел имаме сосема суштински потреби за живот или односно услови за живот во тие населени места. Во урбаниот дел најголем проблем е сообраќајниот метеж, зголемото ниво на хигиена и заштитата, односно загрозувањето на животната средина, недостатокот на паркинг места, додека во руралниот дел се соочуваме со суштински проблеми и потреби за живот на граѓаните, тоа е недостатокот на вода за пиење во дел од населените места, немањето на фекални канализации и така натаму. Така, да почнеме со ред некои од овие проекти кои ги најавувате. Најавувате нели нови амбуланти, градинки, училишта. Колку се овие реални проекти? Има ли пари општината да ги реализира? Да. Верувајте, ние направивме една програма која што е во која се потенцирани 129 проекти суштински, меѓутоа во секој проект имаме подпроекти кои што однесуваат за посебно за секој населено место, со точен извор на финансирање и со период во кој што ќе реализираме. Газибаба има доволно средства, тука се надеваме и на поддршка и од градот Скопје и од буџетот на Република Македонија и гарантираме и се обврзуваме дека оваа програма е реално остварлива и дека во наредниот 4-годишен период ќе биде реализирана до крај. Така. Ветивте и вложување во индустријската зона, индустријската северна обојковница. Што треба таму да се реализира? Во нашата програма особен акцент ставаме на локалниот економски развој, односно да направиме економски силна општина за подобар животен стандард на граѓаните. Во таа насока предвидуваме инфраструктурен развој на северната обиковница. Индустријската зона ќе биде со намена за објекти од лесна и незагадувачка индустрија, магазини, стоваришта и дистрибутивни центри. Таа ќе се простира, односно се простира на 284 хектари и сметам дека ќе биде добар основ за домашните и странските инвеститори да го лоцираат својот капацитет токму тука во општина Газибаба и да се отворат директни и индиректни вработувања за да може да излеземе во пресрет на нашите сограѓани претежно од територијата на општина Газибаба. Колку оваа индустријска зона може да биде атрактивна и за домашните и за странските инвеститори? Местоположбата на оваа индустријска зона е особено поволно, затоа се надевам дека во наредниот период ќе ја развиеме и ќе донесеме неколку странски инвестиции и домашни инвестиции токму во оваа индустријска зона. Освен оваа индустријска зона планираме и ревитализација на постоечките индустријски зони, тоа е индустријската зона во Металски завод Тито, индустријската зона во Железарница и источната индустријска зона. Така, кога сме кај вложувањата, ретивте и да помагате на малите и на микробизнисите. Како мислите да го реализирате тоа? Знаеме дека ковид пандемијата нанесе особено поголеми последици на овие мали и микро фирми. Од тој аспект во нашата програма имаме предвидено финансиска поддршка на овие фирми за да ги закрепнеме, за да може да издржат оваа криза и да можат понатаму да продолжат својот развој со цел да немаме отпуштање на нови вработени и слично. Така, ни престои зимата, со тоа доаѓа и загадувањето. Општина Газибаба се соочува со голем проблем со загадувањето. Што планирате на тоа поле? Навистина општина Газибаба изминатиот период беше една од скопските општини која често беше на високо ниво по однос на загаденоста на амбиенталниот воздух.
За таа цел имаме особено детален план и проект разработено во нашата програма. Како прво мораме да изработиме реален катастар на загадувачи. Согласно проценката и резултатите од тој реален катастар на загадувачи, ќе можеме да ги димензионираме нашите краткорочни и долгорочни мерки за заштита и на амбиенталниот воздух, меѓутоа и за заштита на животната средина. Потоа имаме планирано изработка на катастар на зеленило, детално да го попишеме целото зеленило во општина Газибала и се обврзуваме да имаме зелена општина Газибала, каде што за 10% ќе ги зголемиме сите зелени површини и ќе засадиме повеќе од 500.000 дрва. Исто така тука сакам да потенцирам дека финансиски ќе дадеме поддршка на јавното комунално претпријатие Газибала 2007, кој ќе биде задолжено за детектирање и чистење на сите диви депонии, понатаму изградба на фекална мрежа со мали прочистителни станици за отпадните води, поставување на 30 подземни контейнери во урбаните средини за зголемено ниво на чистотата, конечно затварање на депонијата на Вардариште и компletна ревитализација на тој потек. Знаеме дека депонијата Вардариште представува еколошка бомба не само за Газибала, туку и за околните општини, па би рекол и за градот Скопје. Таму ќе треба да се донесат уште 2 урбанистички планови и се врзуваме во првата година од мандатот да ги донесеме тие 2 урбанистички планови, конечно започнеме со ревитализација на депонијата Вардариште, претварање во еден спортски комплекс со одредени зелени површини, поставување на урбана опрема и уште едно битно прашање по оваа област е да не дозволиме отварање на хемиски отпад на територијата на општина Газибала. Тоа е еден проект кој што го имал почнато градоначалникот Борис Георгиевски и јас во неколку наврати апелирам и јавно соопштам дека по моето доаѓање на функцијата градоначалник на општина Газибала ќе направам комплетна ревизија на тој проект и нема да дозволиме отварање на хемиски отпад на територијата на Газибала, затоа што не само што ќе имаме штетни последици по животот на граѓаните во Газибала, туку тоа ќе биде особено штетно и за жителите на целиот град Скопје. Така, кој е главниот проблем за загадувањето? Спомнавте дивите депонии, Вардариште, индустријските капацитети, огревните дрва на луѓето што се греат. Што загадува најмногу? Сите овие аспекти што ги спомнав, сметам дека се извори на големо загадување. Ги спомнавте и домакинствата, затоа имаме и проекти за субвенција на печки на пелети, субвенции за велосипеди и така натаму и така натаму. Сметам дека со овој сет на мерки додека го што ќе го испорачаме, што ќе го реализираме, ќе допринесеме за намалување на загаденоста на амбиенталниот воздух во општина Газибала. Така, го споменавте досегашниот градоначалник Борис Георгиевски. Како ја оценувате неговата работа? Што ветија, што оствари? Ветуваше нели многу градинка во Трубарево, во Сингелиш, во Керамидница, ново училиште во Автокоманда, гасификација, базен во Хиподром. Што е од ова оствари? 2017 година граѓаните беа прелажани со една програма за живот, како што нарекува СДСМ, меѓутоа после изминати 4 години видовме дека имаме само апатија и разочарување од страна на граѓаните. Значи, неговата програма, верувате, реализирана само во околу 10%. Значи, сите тие проекти што ги ветуваше останаа само мртво слово на хартија. Јас ќе спомнам само некои од нив. Ниту имаме ново училиште во Керамидница, ниту имаме градинка во Керамидница, ниту имаме градинка во Сингелик, ниту имаме градинка во Трубарево, ниту имаме градинка во Инџиково. Гасификацијата, која што исто клучна област за заштита на животната средина и намалување на штетните гасови, воопшто ја немаме отпочнато, а беше едно од клучните ветувања на градоначалникот. Затворениот базен во Хиподром го немаме основното училиште во училишна зграда на Крсте Мисирко во Ченто и низа други проекти кои што останаа само на хартија. Граѓаните детално можат да се увидат и најдобро го знаат тоа дека овие 4 години во Газибала со еден збор имаме комплетна стагнација на секој поле. Така, неделот уште неколку дена до локалните избори. Анкетите покажуваат ваша сигурна предност од околу 6%. Очекувате ли победа уште во првиот круг? Да, запознат сум со анкетите кои што ги прават одредени агенции. Јас велам дека атмосферата на терен е позитивна, меѓутоа граѓаните ќе кажат вистинската анкета на 17 октомври. Јас очекувам да ги потврдиме резултатите кои што ги имаме изминатите 2 изборни циклуси, каде што Газибала победува со околу 6000 гласови и искрено со поддршка од граѓаните и со оваа енергија што гледам на терен и поддршката која што ни дадат граѓаните, очекувам убедлива победа во првиот круг за градоначалник на општина Газибала. Така, покрај вие и кандидатот на СДСМ има уште двајца кандидати. Да, во Газибала вкупно има 4 кандидати за градоначалник. Тоа е
јас како кандидат на ВМРО ДПМН коалицијата, Борис Георгиевски како кандидат на СДСМ, Георги Тодоров како кандидат на Интегра и Катерина Ивановска како кандидат на ВМРО. Верувате дека со четворица кандидати дека е можно да се стигне до 50% за победа во првиот круг? Да, да. Она што гледаме на терен, поддршката која што ни дадат граѓаните, убеден сум дека ќе имаме победа во првиот круг. Со Така. мнозинство на советничката листа исто така е битно да ја споменеме, затоа што да ги реализираме сите оние проекти кои што ни се зацртани во програмата мораме да имаме силна поддршка од Советот, така да очекувам мнозинство на Советот, на советници од листата на ВМРО ДПМН и коалицијата. Така, покрај поддршката од Советот, значење ќе биде да имате и поддршката од градската власт. Очекувате ли сигурна победа и на Даниела Арсовска? Заедно со Даниела Арсовска остваривме неколку повеќе средби низ повеќе населени места во општина Газибала. Поддршката од ден на ден се зголемува и за Даниела Арсовска и очекувам победа и на Даниела Арсовска за град Скопје, за заедно да ги реализираме проектите кои што се вклучени и во нејзината програма, кои што значат особено фокус на комплетно решавање на сообраќајниот метеж кој што се случува во општина Газибала. Туку имаме низина проекти кои што се реализација на булеварот Хрватска, кој што ќе треба да растерети железари и автокоманда. Потоа имаме проширување со трета лента на влезот во Скопје на булеварот Александар Македонски, кој што е тесно грло. Имаме проширување на улицата Благоа Стефковски со уште една лента. Имаме пробивање на нова улица 15 корпус, кој што ќе значи Методи Андонов Чентов да се поврзе со булеварот Кирил Глигоров и мост за поврзување од Кирил Петрушевски со аеродром, односно со Лисич. Тоа ќе значи комплетно растеретување на сообраќајниот хаос кој ни се случува во изминативе години во општина Газибала. Така, сега сме сведоци дека не само во централното подручје, дури и во другите скопски населби се случува сообраќај на метеж. Така е, да. Горливите проблеми на Скопјани би рекол дека е сообраќајниот метеж и недостатокот на слободни паркинг места. И во мојата програма има конкретни проекти за овој проблем, меѓутоа и програмата на Данела од аспект на решавање на сообраќајниот хаос и слободни паркинг места во општина Газибала. Имаме предвидено изградба на катна гаража во Автокоманда и катна гаража во Ченто и повеќе проширување на паркинг места и монтажни паркинзи исто така во Автокоманда и во сите урбани населби на територија на општина Газибала. Така, господин Стојковски, ви посакувам да ги реализирате сите предвидени проекти и многу среќа на локалните избори во недела. Ви благодарам многу, се надевам дека ќе имаме прилики да се гледаме почесто и да дебатираме за општ развој на општина Газибала. Благодарам. Благодарам.